Четврток, 6 март, кратки вести во 12 часот. 48 пријави за телесна повреда, 25 за загрозување на сигурноста и 2 за тешка телесна повреда. Ова е билансот за минатата година за пријави од областа на семејното насилство на подрачјето на СВР Охрид. Портпаролот Стефан Димовски за Супер Радио информира дека делата се извршени со физичка сила или закана, со ладно, огнено оружје и викање и карање. Во моментот на извршување најголем дел од лицата биле во психичка нестабилност. За пријавените случаи СВР Охрид има поднесено 70 кривични пријави, од кои 33 во Охрид, против 74 лица, од нив 37 во Охрид. Лани биле примени 353 поплаки заради физичко малтретирање, од нив во Охрид 171. Најчести пријавители се лица од женски пол, кои воедно се и најранливата категорија при семејни насилства. А како причина за вршење на делата се наведени психичка нестабилност, алкохол, нарушени брачни и меѓучовечки односи, чести расправи и закани, информира Димовски. Советот на јавните обвинители утре ќе избира вкупно 47 јавни обвинители во 18 различни обвинителства низ државата. Најмногу нови обвинители, 14, ќе бидат избрани за Скопје. Во Охридското јавно обвинителство ќе бидат избрани тројца, додека во Струга еден јавен обвинител. Моментално недостигаат околу 100 јавни обвинители, така што оваа бројка од 47 би ја ублажила состојбата во одредена мера, изјави неодамна председателката на Советот Душица Димитриевска. За околу еден месец ќе стартуваат дел од работите предвидени со најавената модернизација на аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид, најави генералниот директор на ТАФ Македонија Неџат Курт. Потенцира дека во тек на активностите нема да биде запрен авиосообраќајот. Модернизацијата на аеродромот е обврскана ТАФ Македонија согласно договорот за концесија на аеродромите. Плановите се да се зголеми капацитетот на патничкиот терминал и да се обезбеди удобност за патниците кои ќе патуваат низ аеродромот. Времето денес сончево и топло, дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Максималната температура во Охрид до 16 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.